Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Вечерашен гостин за прв пат во ТВ Ординација, се надевам не и последен, е професор доктор Кирил Лозанче, неврохирург, и вечерва, докторе, со вас зборуваме за туморите на мозокот. Што тие значат, какви се, кај која популација најчесто се јавуваат и секако на крај прогнозите. Уште еднаш добро вечер и добро ни дојдовте. Да, и со најпрво добро вечер. Добро нашол. Така. Значи, докторе, како што и се договоривме, зборуваме за туморите. Што тие значат и какви се видови на тумори имаме на мозокот? Значи, тумори на мозок, вака општо кажано, представуваат еден вид на израсток во мозочното ткиво, во широк смисол на мозочното ткиво, меѓутоа туморите може да бидат и на обвивките на мозочното ткиво, значи на мозокот, тисикат менингиоми, а тумори може да бидат исто така, значи на нервите, и може да дури и на површината на черепот, кој што така може да притиска врз мозочното ткиво, па да бидат тумори на черепот. Значи туморот представува израсток во мозочното ткиво. И за нив највише ќе збориме вечера. Иначе туморите, постојат различни поделби на туморите. Да ви кажеме на поделба, например, според Светска здравствена организација, има 8 вида, па подвида, не знам на сите тие 8 со подвиди, и тоа вече значи не е за нас нешто посебно интересно, меѓутоа во принцип туморите се делат значи на примерни во мозочното ткиво и секундарни тумори што доаѓаат од негде каде до друго место и доаѓаат се смести во мозочното ткиво си кај метастази. Иначе некои тумори може да бидат, рековме уште еднаш, на мозочни обвивки, може да бидат тумори на мозочите, на нервите што излегуваат од мозокот, ние ги викаме краниални, значи мозочни нерви, исто така тие спаѓаат во овој дел, и тумори што се во околината на мозочното ткиво, да речеме тумори на крвните садови во мозокот што го хранат мозокот, сите тие спаѓаат во тумори на мозокот. Така. Главна поделба е исто така меѓу туморите е бенигни, викаме ние добро чудни, нели? И малигни или рак на мозокот. Така. Тоа е главна поделба. Така, со оглед на тоа дека во изминатата недела која што измина, нашите гледачи имаа можност да поставуваат прашања во врска со темава за која што вечерва ќе зборуваме, така да чисто наговестување до нашите гледачи дека прашањата кои што ги испраќа на нашата имейл адреса ќе може да бидат одговорени во вториот дел од емисијата. Докторе, остануваме ние на тумори на мозок. Се знае ли точната причина или конкретни причини за појавата на туморите? Добро, како за сите тумори, значи по целото човечкото тело, така и за туморите на мозокот мора да се признае дека многу малку знаеме зошто настануваат, која е причината. Неколку фактори се веќе познати, да речеме, работа на со винил хлорид, позната таа пластична материја, близина работа на работни што работа со оваа материја, почесто заболуваат од тумори на мозокот. Второ, например, позната факт е дека сите видови на ионизаторни на зрачења, значи сите видови на зрачења влијаат за појава исто така на мозокот. Тука вака малку како што да речеме, во светски рамки се води испитување за влијање на мобилните телефони во појава на тумори на мозокот и се уште не е сигурно докажано тоа, меѓутоа во Светска здравствена организација мобилните телефони се ставени во фактори кои што би можеле да предизвикуваат тумори на мозокот. Значи во секој случај препорачувам може од сега по-рестриктивна употреба на мобилните телефони. Некои видови на вируси кои што може да влезат во мозокот, може да предизвикаат исто така создавање на тумори на мозокот. Херидитарни фактори, значи наследни фактори се многу малку оптужени за ова. Некои болести може да бидат поврзани со појава на тумори на мозокот, меѓутоа многу малку. Како што гледате, на жалост, многу малку знаеме кои све фактори може да принесат за појава на мозокот. Така. Не сме сигурни за причините, но меѓутоа симптоматологијата која што е првична и е првиот сигнал дека станува збор нешто со нашиот мозок, со нашата глава првенствено. Кои се оние сигнали кои што не ги праќа нашето тело и веќе треба да побараме помош од лекар? Значи да ја кажам се. За појава на симптомите на тумори на мозокот влијаат неколку фактори, ама се три битни. Првите симптоми се изнесуваат на така наречен зголемен интракраниален притисок, значи зголемен притисок во мозокот вонатре. Морам малку да го објаснам, тоа малку поинтересно е, значи. Знаете, главата е значи еден черепна кутија, која што не може никога да се шири кај возрасти. Се во тој череп се наоѓа на еден мозокот со сите што ги рековме преска обивки, во тој череп внатре. Ако се појави додатен волумен
во овој случај еден да речеме мозочен тумор, во тој случај мозокот почина да реагира. Значи првата реакција на зголемен интракрајнен притисок е одма појава на главоболка. Значи многу често, скоро сите пациенти имаат главоболка. Што сакам да напомнам? Некои автори напоменува дека главоболката е кој тип на главоболки се најчесто туморски. Особено главоболки што се сабајле после спиење што се појавуваат и се последни со повраќање. Кога пациентот поврати, обично главоболката проаѓа за известно време, барем. Второ, главоболката е многу појачена кога имате зголемен напор, да речеме, кивање, кашлање, напињање, работа. Во тој случај главоболката се појачува. Освен главоболката, знаци на зголемен тој интракрајнен притисок, значи се исто така промена во очното дно. Значи кога вие отидете на очен лекар и тие видат очно дно, ќе видите дека кај вакви пациенти имаме обично зголемување на притисокот на очното дно, викаме постои една тактична застојна папила. И тоа многу се гледа на испитување на очното дно и секој пациент што ги опратиме на очно обично покажува ваков знак. Трети симптоми од типот на зголемен интракрајнен притисок може да бидат појава на поспаност. Пациент може да биде поспан, дури во понатомошната фаза, ако трае ептен зголемување на притисокот, може да западне дури до кома. И пациент може да западне во кома ради зголемување на овој интракрајнен притисок. Значи логички, колку туморот почнува повеќе да расте, толку повеќе го зголемува притисокот во главата и ги дава сите овие симптоми што ги кажа. Меѓутоа туморот може да е мала, може да има други симптоми. Например, може да е симптоми од пореметување во функција на некој дел од мозокот кај што е локализиран. Например, да речеме локализиран во центарот за рака или за нога. Во тој случај он ќе почне од почеток да дава слабост на раката или ногата, меѓутоа покасно како што он расте, може да дава комплетно одземање на таа страна. Да речеме туморот се наоѓа лево, викаме ние париетално, лево се наоѓа туморот, десната страна може пациентот полека да му се одзема. Или да речеме туморот се наоѓа во мал мозок. Во тој случај имате или пореметување од самиот мал мозок, од типот на пореметување, значи имате или некој тресење, тремор, например, на некој дел од телото, или не може да работи со таа рака или нога, да речеме пациентот, или пак не може да оди со занесување како пијан, да речеме, и некој пациент да зашто овој пациент оди пијан, а фактички он има тумор на мал мозок. Ако туморот се наоѓа во битни мозочни центри, да речеме, продолжена мождина, во тој случај пациентот може први симптоми може да ни покаже од типот пореметување дишење, неможност на голта, што е многу битни симптоми, нели? Дури понекогаш може да закочен врат. Сите тие симптоми може да докажуваат дека туморот се работи за еден тумор во многу лошо место во продолжена мождина. И трет фактор постои иритација на мозочното ткиво. Тоа значи туморот предизвикува такви начини на околното ткиво го иритира, да околното ткиво реагира со иритација од типот на епилепсија. Значи напоменувам кај пациенти кои што имате појава над 20 години епилепсија, значи покасно во покажната фаза на животот, обично епилепсијата значи дека обично се појава тумор на мозокот. Нормална ствар дека поред тумор и други промени, патолошки промени може да дадат вакви симптоми, меѓутоа главно треба да се мисли на тумор и треба да се исклучи постоење на тумор. Така. Раната диагностика сигурно не води кон успешно лекување понатаму. Кога се поставува диагностиката? Значи прво ви доаѓа пациентот овде не вика матичен доктор. Матичен доктор би требало да знае да ги процени овие симптоми и да почне од него испитувањето понатаму. Значи, испитувањето значи дека пациентот мора добро да се прегледа понатаму невролошки, значи еден добар невролошки преглед мора да се направи секако, и после да имаме додатни испитувања понатамошни што ги покажат точно што се дешава со мозокот. Поетно дека повеќето пациенти ги знаат испитувањето се компјутеризирана томографија на мозокот под еден, магнетна нуклеарна магнетна резонанца 2, меѓутоа како најдобар снимак моментално испитување тоа е тоа. Понатаму може да треба дополнителни испитувања, например реков да се прати пациентот на очно, да се испита очното дно, тоа е многу битно. Некогаш ако пациентот има епилепсија може да се направи додатно испитување ЕЕГ се вика тоа, значи кога се снимате шемата на мозокот, снимате и видите дали има некои избивања, некои фокуси, гликаме фокуси во тоа избивање. Други додатни испитувања што би може да се направи, може да се направи да речеме PET скен
во светот се прави многу повише, меѓутоа кај нас го имаме се моментално тој апарат, значи ПЕТ-скан може да се направи мозокот, покажува каква е снабденоста со кислород и киликио за мозочното ткиво. ПЕТ-скан може сега да открие некои мали туморчиња, што дури многу ретко може да ги видиме на некои други снимања, меѓутоа мораме да кажем одма, значи резонанцата магнетна е апсолутно златен стандард за иститување на тумори на мозокот. Така, откако веќе ќе откриеме каде се наоѓа мозокот, понатаму доаѓа третирањето, односно третманот. Точно. Значи, кога ја откриеме за што се работи, во тој случај апсолутно пациентот треба да се упати на право место за почеток, нели? Право место во овој случај се работи значи за неурохирург. Така. Неурохирургот е тој што го процени, ќе процени дали се работи за дали за тумор, него каков тип на тумор, што треба да се направи понатаму, дали треба да се работи нешто, не треба ништо да се работи. Поинтата што ми е, не секој тумор е примерно и одма треба да се оперира. Понекогаш тумори локализирани во битни мозочни центри, значи мозокот има своји центри, да кажеме приеска, центрите се многу битни, да речеме, да рековме приеска, тумор за центарот за рака и за нога, центарот за говор. Ако еден тумор е локализиран во тие центри, треба да се направи многу добра проценка, дали туморот треба да се оперира веднаш, а пациентот да речеме нема ништо, нема никакви проблеми, или треба да се оперира покасно. Во смисол, ако туморот е процениме, значи неурохирургот проценува, ако туморот е да речеме бенигни. Така. И туморот се наоѓа во мозочни битни центри, во тој случај операцијата ако би ја направиле, може да даде последици после операција, пациентот има одземен говор да речеме. Значи во тој случај треба да се направи процена дали да се оперира сега одма или покасно. Или ако се оперира, каков тип на операција треба да се направи. Значи првичната проценка, ви кажам повторно, неурохирургот мора да процени што понатаму ќе прави. Така. Ако туморот малигни и брзо расте, има брзи симптоми, апсолутно дека он не сме многу да чека, во тој случај треба да се направат побрзи операции. Ако туморот е бенигни, значи туморот може да почека со понатамошна интервенција, туморот може значи да почека, во тој случај ќе се оперира во покасна фаза. Али проценката и пратењето на пациентот е на неурохирургот. Да, но тука не завршува неговата борба против туморот на мозокот. После инвазивните методи следуваат сигурно и други третмани постоперативни, да кажем. Да ви кажам одма, значи операцијата во денешно време е обременета, мислам е многу потпомогната со додатни помагала. Например, ние кај нас сите операции ги правиме исклучиво со оперативен микроскоп. Што сакам да кажам со тоа, што оперативно микроскоп не возможува прецизно да направиме разлика меѓу туморското ткиво и ткивото што е здраво. Значи во тој случај ние не би требало да го уништиме здравото ткиво, зашто гледаме со микроскоп. Второ, битни мозочни артерии што го хранат мозочното ткиво, ако проаѓаат да речеме низ самиот тумор, ние можеме со помош на тој микроскоп да ги видиме и да ги разликуваме. Во тој случај не би требало да ги уништиме ние тие артерии, а го уништиме само мозочното ткиво. Трето, постојат специјални апарати, ние ги викаме ултрасоничен аспиратор, кои што возможуваат точно да се извади туморското ткиво, а при тоа да го сочуваат крвните садови или некои нерви ако се во околина туморското ткиво. Значи тој апарат ние го имаме, тоа си ултрасоничен аспиратор или кјуза, популарно кјуза, што точно го возможува да можеме да извадиме прецизно една туморска ткива. И не кажеме претходно дека претходната резонанца што ќе направиме кај тој пациент, ако веќе одлучиме за операција, ние имаме таква можност кај нас да направиме снимање да видиме кај се наоѓаат битните мозочни центри околу туморот или во туморот вонатре. Во тој случај ние напред знаеме и планираме колку можеме да извадиме туморското ткиво или да не извадиме туморското ткиво. Што ви кажа повторно, ако направиме ние оштетување после операција, пациентот сигурно ќе биде незадоволен, зашто он редово сега дошол нормален, а после операција пример големи невролошки дефицити ги викаме ние. Што се прави пред проценка, пред да се почне со операцијата. Меѓутоа не збориме сега значи за друг тип на третман ако не може да се оперира пациент, нели? Во принцип секој пациент во принцип пред да почне со друг тип на третман треба да има барем биопсија. Значи биопсија значи влегување во мозокот и земање на дел од ткивото, испитување. Значи ако не може туморот да се извади, најдобро е да се направи биопсија и во истиот третман да се извади туморот. Меѓутоа кај некои длабоки тумори кај што ние не може да стигнеме или е многу опасна сечачка, нормално стварно треба да се направи само биопсија. Тука треба да споменем поим што се вика стереотаксија. Значи имате стереотактична биопсија,
Меѓутоа имате и стереотактична радиохирургија. Значи стереотакција значи да влезете, односно точно да прецизно го локализирате еден процес со некој начин, во случај значи со компјутерски софтвери, дали преку резонанца, преку компјутер, меѓутоа и може математички се израчуна точно на точка мозочното ткиво, тоа израз се стереотакција. Ако со стереотакција лезете со игла и земете биопсија, тогаш викаме не стереотактична биопсија. Ако со стереотакција овозможиме да се зрачи тоа ткиво, како што во претходната емисија ви кажа новата колешка, значи тоа радиохирургија, во тој случај тоа ткиво мало по волум може се озрачи да се дури и уништи. Тоа се вика стереотактична радиохирургија. Понекогаш може да се направи стереотактична и со гама на F или да се биде со помош на нашата линек, меѓутоа во принцип се да се исти апарати во точка зрачење. Стереотакција меѓутоа да кажам одма се употреба само да мали тумори, значи не дека до 3 см. Поголеми тумори идат на друг тип на зрачење, што се вика нели зрачење на целокупната глава. Друг тип на травна диагноза, како кажавте прошлиот пат, значи се работи за хемио, односно хемотерапија, употреба на специјални лекови кои што ги ношуваат тие туморски клетки, со помош на специјални лекови. Многу битно што е за мозокот. Не секоја супстанца може да влезе во мозокот. Значи мозокот има една бариера, викаме ние крвно, мозочна бариера, што во еден друг орган да нема таа бариера. И таа бариера има таква селективност да не пропушта било какви лекови. Затоа е многу тешко во мозокот вие да приступите со било какви лекови ако тие не поминуваат таа бариера. И пунуваат овие цитостатици не поминуваат на жалост таа бариера, така да ако делуваат во други органи баш мозокот не делува. Значи има специфични супстанции кои што влегуваат во таква мозочна бариера и може да влезат да го пушат да го уништуваат тоа ткива. Понекогаш ако такви ткива не може да влезат во таа крвна мозочна бариера, може се да се убрзгаваат специјални супстанции директно во туморското ткиво, било да се супстанции кои што зрачат или супстанции кои што уништуваат, например тоа сега хемиотерапија, локална хемиотерапија, има такви супстанции и ние правиме кај нас во Скопје 2 пати тоа. Значи ставате локално цитостатик кој што не делува во организмот, не делува само локално во тоа ткиво, тоа се локална цитостатска терапија. И тоа може да се направи исто така. Така. Слушавме постојат многу третмани за лекување и третирање на туморот на мозокот, но што велат прогнозите? Прогностички да ви кажам од сите тумори, мозочните тумори представуваат најголем проблем уствари. Малигните мозочни тумори, рак на мозокот, што се вика глиобластома мултиформе на пример, или сите глиоми ги викаме некоја глиоми, сите тие у принцип имаат многу лоша прогноза. На пример, се уште во светот прогнозата на глиобластома мултиформе, значи тој најмалигните овие што се мозочни ракови, не е повеќе од 12 до 15 месеци со сите можни третмани. Значи операција, зрачење, хемотерапија. Се да направите, вие немате преживување по просеч од 12 до 15 месеци просек. Ретки се тие што може да преживеат 2 до 3 години, а многу почесто умираат и под тоа пациентите на жалост. Значи мозочните тумори, особено ракот на мозокот е многу тешка болест. Се рачуна се уште да не излечива. Ако имате некој друг тип на тумори, на пример бенигни мозочни тумори, и ако не ви може да ги извадите целосно, на пример имате тумори што се викаат менингиоми, тоа се тумори значи на обвивката на мозокот. Такви тумори кои ќе ги извадите целосно, фактички се рачуна, ако успеете да извадите тоа место каде што е почнал туморот, до тоа мозокот веќе, туморот повеќе нема да се повтори. И тие се рачуна за излечени 100%. Исто така имате видови на тумори кај деца, кај многу мали деца, да речеме 3-4 годишни деца, што ги викаме пилоцитични астроцитоми. Тоа се бенигни астроцитоми со тумори во мозокот бенигни. Кај деца ако се успеат да се изведат комплетно со нивното место кај што се појавиле, во тој случај се рачуна дека децата ќе бидат излечени 100%. Тоа се таков тип на тумори. Меѓутоа и кај децата има жалост има малигни тумори кои што многу брзо растат и кои што ми може да ги извадиме да во една сеанса, меѓутоа и да ги израчиме после тоа, ардома повторно ќе се појави за неколку години. Значи имам некој тумор типот на медулобластоми ги викаме ние медулобластоми кај деца, на жалост. Така. И тие деца после тоа многу лошо прогностички дат. Така кај бенигните со самото отстранување на туморот. Не, зборам за малигни кај деца. Бенигните ако ги извадиме цели, значи остануваат секако имаат одлична прогноза. Така, тука нема да имаме некакви последици врз некој од центрите? На жалост, ако се работи значи за тумор кој што влегува во
вика не е мозочно стебло. Мозочно стебло значи место кај што се сите центри за битни за живот концентрирани. Да речеме 2 кубни сантиметра се концентрирани многу битни центри за дишење, за срце, за повраќање, за температура и така. Тие се позади во кичмена мождина. Сега ако таму имате развиен таму глиом, па нека биде и бенигни глиомот, на жалост пошто својата локализација не може да се изгледа цел, значи он ќе се понаша малигно и он полека ќе почне да расте. И може да го изаме во една сеанса, па ќе остане мал дел, па после го изаме уште едно, 2-3 сеанси да речеме. Меѓутоа како да е туморот не можеме ми цел да извадиме, зашто ако би го извадиле тие цел нормално логички, пациентот ќе може да живее без тие центри, нормална ствар. Значи тумори што се наоѓаат во тие викаме мозочно стебло, се рачунат за неизлечиви тумори без разлика што се тие очигледно на патологија бенигни тумори, значи тие се понашаат малигно. И во принцип сите тумори во мозокот, без разлика бенигни или малигни, се понашаат малигно. Зошто? Зашто ви кажав преска се појавува синдромот на покачен изракален присок, на кој што ви никако другче не може да влијаете освен да го отстраните тој тумор. Ама ако не го отстраните тој тумор, нормално дека полека мозокот, овој туморот расте, мозокот страда, се разместува, прави викаме инкарцерација, пациентот полека почне да запаѓа во кома и на крај секогаш завршува со екситус леталис. Значи тој синдром, повторувам, на зголемен изракален присок мора да се примети рано, да се третира, иначе пациентите во принцип лошо завршуваат понатаму. Така. Имаме и неколку прашања кои што гледачите сигурно нестрпливо очекуваат веќе да ги одговорат. Ќе направиме една кратка пауза, па се враќаме во студио. Стоматолошка ординација Дуодент, ваш стоматолог за целото семејство. Дуодент, стоматолог за вашите најмали и најмили. Безболно пломбирање и лекување млечни заби. Исправување криви заби со мобилни протези со сини картони. Дуодент, стоматолог за вашите тинејџери. Заштита на стални заби, безболно пломбирање и лекување стални заби. Исправување заби со најсовремени фиксни протези. Стоматолошка ординација Дуодент. Проверете зошто сме најдобри. По повод Меѓународниот ден на семејството, Поликлиника Филип II во месец мај организира 50% попус за сите први кардиоваскуларни и невропсихијатарски прегледи. Закажете на телефон 034 320 302. Роденденски цени за моделите на Peugeot. Да прославиме заедно 25 години Euroimpex. Еве на повторно во студио со мене вечерва во ТВ ординација е професор доктор Кирил Лузанче од клиниката Сестина од Скопје. Вечерва со доктор Лузанче зборуваме за туморите на мозокот. Во изминатата недела вие гледачите имавте можност да поставувате прашања на нашата веб страна на телевизија ВИС. Докторе, да почнеме од првото прашање. Првото прашање е на дедо ми му констатирале рак на малиот мозок. Лекарот кој ни прими рече дека единствено со хируршка интервенција може да се надмине проблемот, во спротивно е сигурна смрт. Деновиве неврохирурзите не биле спремни за таков потек, па сега треба да го бараме лекарот надвор од границите на Македонија. Каква е прогнозата овде? Значи тоа што збориме претходно, значи тумор на мал мозок, прво може да биде бенигни или малигни, не знам што тук на тумор, во секој случај тумор на мозок мора да се оперира. Скоро во сите случаи тумор на мозок може да се оперира. А дали ќе се изведе цел или не се изведе цел, претходно кажав, многу зависи кој тип, што тип на центри зафаќа тој тумор. Значи кај тумор само на малиот мозок, мислам дека може да се изведе апсолутно, нема никаква проблем да се изведе. Со сите техники што ви кажав, преска микрохирургија, употреба на јуза аспиратор и така, мислам дека може да се изведе. Меѓутоа тој пациент нема друга никаква шанса. Нека што преска кај овој тумор на мал мозок може да се појави згмулување на вода во главата, тоа се вика хидроцефалус. Во тој случај апсолутно потхитно мора да се оперира овој пациент, зашто ако се зголеми волумот на водата во главата и се зголеми интегрален притисок, нормално дека он ќе почне да се спушта мозокот према малиот мозок, а таму веќе има тумор, повеќе почне да се спушта долу према центрите што се битни за живот и пациентот може брзо да заврши лошо.
Значи, ваков тип на тумор мора што побрзо да се оперира. Мене стварно не ми е јасно зашто не е до сега опериран пациент. Така, се надевам дека ќе добијат позитивен одговор од лекарите. Второто прашање е близок член од моето семејство после неколку години од отстранување на карцином на градата беше диагностициран со метастази на малиот мозок. Состојбата за кратко време драстично се влоши, рамнотежата прогресивно се влошуваше и во рок од неколку месеци после диагнозата целосно се изгубија менталните и физичките способности. Точно. Не знам дали да не помнавме, значи, овие секундарни тумори на мозокот или метастази во мозокот се почести и почести. Значи, скоро 50% од сите ракови на мозокот се фактички метастази на мозокот. Зошто има пуне фактори, тука не мора да се да кажеме нешто многу битно дека ги имам се поише и поише. И ние оперираме се многу повеќе метастази. Значи, во принцип, ако е прашање една метастаза, локализирана, приступачна, би било најдобре да се оперира. Може да оперирате и 2 и 3 ако се ублизина на таа една метастаза, да речеме. Меѓутоа повеќе од 3 не би требало да размислуваме на операција. Повеќе од 3 метастази идат на друг начин на третман. Например, може да се проба со лекови преска, стереотактично зрачење, ако се помали од 3 см. Може да се проба со хемиотерапија, значи да се проба, зависи од типот на кој тип на карцином, например, најчесто карцином на плуча веројатно, кажеме на дојка, меѓутоа тие два се најчести карциноми и тие би требало да се пробаат обавезно со хемиотерапија. А како да е, третманот на метастазите на мозокот иде заеднички во колаборација, значи во заедно со онколози. Тим се прави тим од онколози, неврохирузи, по потреба неврорадиолози и се одлучува како иде понатамошниот третман. Значи, во принцип, ако се работи за ваков тип на тумор, една била метастаза од церебелум, апсолутно мора да се изведи. Ми има лани и лагоден опериран на некои метастази во мал мозок, со добри исходи, не знам зашто овде не е опериран, или можда било повеќе од 2 или 3 метастази. Така, гледачка од Струмица прашува во некои статии на интернет, прочитав дека продолжената употреба на контрацептивите го зголемува ризикот на тумор на мозокот. Не, јас преска ви кажав, кога зборевме значи, за етиологија, немам слична до такво нешто. Знам за пример на дојка, например, тумор на геникалија е окей, али за мозок немам слично до такво нешто. Така. Мислам дека не е точно. Пред точно неколку недели на баба ми диагностицира мезодермален тумор. Ако сте во можност да ми објасните како понатаму ќе тече лекувањето и каква е прогнозата по третманот. Мезодермален? Да. Не сум слушал тако, мислам да не е тоа тип на менингиом, можда евентуално. Ако е тип на менингиом, рековме преска, значи тоа се бенигни типови на тумори и кои што би можеле да се извадат без никаков проблем. Нормално, ви кажа, преска многу битно кај локализиран, има повеќе места на локализација. Во принцип, тоа што е поповршно е побаво за операција, може да се иде и по-добро. Во принцип, тоа што е повнатре, подлабоко, во битни мозочни центри, може да се иде многу потешко. Така. И последното прашање, Славица од Струмица прашува, татко ми е со диагноза бениген тумор на мозокот, вели дека единствениот проблем кој го чувствува е силното притискање на левата слепочница. Проблемот е во тоа што не сака да оди на операција, на контрола е на секој 6 месеци, а лекарите велат дека за сега најверојатно туморот бавно расте. Ме молам за објаснување какви се последиците, какви се последици може да има доколку татко ми остане со ставот да не се оперира. Точно е, јас и преска кажав, постои еден ваков став. Кај бенигни тумори, кои што не растат многу и немаат симптоматологија, може да не се оперира. Некои од овие тумори растат многу бавно, да речеме милиметар годишно. Така. Значи, таков тип на тумор, ако пациентот не сега се оперира, не мора да се оперира, ако нема никакви последици. Меѓутоа, ако се појават повторно на сите гледачки знаци на зголемен притисок во главата, повторено, значи главоболки, промена во свеста, во понашањето или некој појава на некои невролошки симптоми, тоаш нема што да се чека, тоаш мора да се изведе тој тумор. Али иначе ваков став е познат, значи да се чека, да се направат контроли на 6 месеци или на година дена и да се види како ќе се понаша таков тип на тумор. Така, се надеваме не е дека ништо чудно, може да се. Се надеваме дека туморот нема понатаму да расте. Доктор, јас ви благодарам на исцрпните одговори. Се надевам дека гледачите кои што вечерва беа со нас се задоволни од одговорите кои што ги добија. Се надевам дека нема да биде последен пат, се гледаме во некое наредно издание на таа ординација. И јас се надам нема проблеми. Така.
Вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Се гледаме наредната емисија, во која што ќе гостува доктор Борјанка Георгиева, кардиолог. Зборуваме за стресот и последиците од стресот врз целиот кардиоваскуларен циклус.